Денеска заедно со директорот на АД Водостопанство на Република Македонија, господинот Илми Селами, сме на регионот на Страчинската река и Порој, кој што од поплавата 2016 година до ден денеска не е функционален, неуреден, се со цел, за да можеме да го ставиме во функција. Денеска отпочнуваме активности кои што ќе траат во наредните 60 до 70 дена, каде што ќе треба на овој потек. Во делот на селото Брњаци, Страчинци, Виничи, Црешово, Булачани и Раштак, ги изчистиме сите речни корита, ги уредиме сите вијуги и суводолици кои што се наоѓаат во овој регион, за да овозможиме прво безбедност на северната заобиколница, употреба на земјоделското земјоделие и површини кои што се надвор во функција до ден денеска. Понатаму работиме на делот на комплетно решавање на оно што представува безбедност на граѓаните на северната заобиколница. За ваша информација, обезбедивме средства од Министерството за животна средина за изработка на нова урбанистичка документација и техничка спецификација за нов обводен канал на северната заобиколница, кој што ќе треба да обезбеди сигурност на безбедноста на северната заобиколница на патниот правец од Хиподрум до Бутел, со тоа што сите води кои што се собираат од Скопска Црна Гора, од Раштак, Булачани, Црешово, Виниче, Страчинци и Брњаци ќе треба во нов обводен канал кој што ќе се слева во на влезот на селото Арачиново. На тој начин, значи сигурни сме дека ќе обезбедиме еден сигурен начин на самата заобиколница, на населените места кои што гравитираат во овој дел, на земјоделските површини и на самите граѓани. Од друга страна, сум задоволен затоа што како градоначалник предложив до Советот на општина Газиево на 25.4. ова година Скопска Црна Гора ја прегласивме како планина со ерозивно подрачје и побаравме од владата на Република Македонија овој простор кој што го гледате изнад нас да биде во површина од 300 хектара како ерозивно подрачје кој што во наредните години покрај уредувањето заедно што денеска го правиме со водостопанство на Република Македонија, ќе работиме на нивно пошумување, забрана да сечам, како имплементирање на нови технологии со цел да постоечките корита кои што се наоѓаат и брани ги ставиме функционални за да не бидат тие брзо тотици, него едноставно кинетиката ја успориме и ја канализираме со цел да не се повтори 6 август 2016 година и граѓаните нормално и од ова подрачје да не се грижат дали ќе заврне дошат пола час, 2 часа, 3 часа и така натаму. Ние сме должни да обезбедиме безбедност за сите. На 100 метра од овде може сами да се уверите дека од 6 август овој канал кој што би требало да собере голема количина на дожд, на жалост не е ниту во функција, комплетната бетонска брана е изфрлена и комплетниот канал е надвор од функција. Земјоделските површини и одделната и од другата страна не се функционални. Земјоделските патишта кои што треба граѓаните да ги обработуваат нивните ниви исто така не се. Значи, ние денеска почнуваме со чистење на каналот, со ставање на локалните патишта комплетно во употреба, кои што ќе треба граѓаните да ги имаат и нормално, она што на крајот го реков, комплетно чисто сигурно решение околу безбедноста во наредниот период кој што ни следи. Каналите не смеат да представуваат депонија за ѓубре, истовремено отпадоците, дали од биолошки или од индустријски аспект, не смеат да се фрлаат. И апелираме во наредниот период дека ќе водиме грижа и како општина да каналскиот систем и сите реки кои што се сливаат од Скопска Црна Гора завршуваат во обводниот канал да бидат чисти, функционални и ефикасни.